И сакам уште нешто независно од ова, значи во Македонија, бидејќи сум од културната сфера, не постои книга која што е на класичен начин цензурирана за сите овие години од 45-та па и до денес практично. Дали тоа значи дека македонскиот писател не знал да напише книга која што ќе биде цензурирана? Дали? Цензура. Понашто го напишал, го почувствувал. Имало и такви случаи. Во принцип, точно, јас се согласувам. Еве, навистина е сериозно една идеологија да биде априори осудена, затоа што секоја идеологија е филозофски систем и како таков е крајно залуглив. Мене е ужасно привлечно Спиноза да го читам. Тоа е истото тоа што и марксизмот. Меѓутоа, во принцип, ова идеологија за себе има многу сериозни злосторства, кои што се на еднакво ниво, затоа што денес имате сериозни луѓе што се занимаваат со тоа, на еднакво ниво како проблемите на фашизмот и како проблемите на капитализмот денеска. Ако ми дозволите уште 2 секунди, постои една цивилизацијска парадигма денеска што ја предлага еден филозоф од Италија, Джорджо Агамбен, која што се вика homo sacer. Тоа е еден термин од античкото право, може би професорот знае. Значи тоа е човек кој што може буквално да го убиете, да го жртвувате ритуално и да не сносите никаква ниту морална, ниту правна одговорност за тоа. Се извинувам, само, значи со таа парадигма овој професор ги поврзува нацистичките логори, комунистичките логори на смртта што ги имаат преживеано, еве, значи кој знае колку луѓе во Македонија, и исто така денеска овие логори на Куба, нели, Гвантанамо Бей. Значи американците исто така создадоа свој тип на логори каде што ставаат луѓе кои што може да бидат жртвувани. И практично тоа е истиот принцип на кој што функционираат сите овие идеологии. Значи буквално татко ми еден ден исчезна, тоа е првиот ден кога ја отидов во средно училиште, значи на 2 септември 85-та, тоа е толку доцна. И тој ден буквално исчезна од лицето на земјата, значи на тој човек не се одземени сите цивилни и граѓански права, истото како на овие луѓе во Гвантанамо Бей и како на жртвите на нацистичките логори. Практично homo sacer, ако го преведеме на македонски, се извинувам до аудиториумот, е практично човек што го попушил, ништо друго. Значи човек кој што е жртва во име на известноста на еден систем. Значи тој систем мора да биде известен, а за да биде известен вие мора да имате редица жртви. Во таа смисла е тотално глупаво да отсуства минимум декларација. Затоа што ова е подсетување на една емисија во која безмалку беше инцидент дека немаше волја да се донеси декларацијата за извинување на жртвите од комунизмот. Тоа не е одамна, само пред... Многу интересно сега. На таа емисија се проблематизираше, ако добро се сеќам, дека не го поддржале сите битни пратенички групи во Советот на Европа парламентарни резолуцијата за осуда на комунизмот. Нашите представници Нашите представници се башка. Меѓутоа, најдобар демант за целата таа приказна беше скорошната резолуција во Европскиот парламент, парламентот на Европската унија, каде се 4 најголеми групи. Групата на социјалистите, на конзервативците, на зелените и на либералите. Срочија декларација за револуцијата унгарска од 1956 година, каде што на крајот се повикуваат сите земји членки на Европската унија и аспиранти за членство. Да ги осуда злосторствата на комунистичките режими, да расчитат со минатото и буквално да ги рехабилитираат жртвите. Ова беше поминато, значи пред околу месец и пол. Што значи дека се архивираше, ние некако го пропуштивме. Не доби гласност никаква, точно. Сега, професорот го отвори процесот на декомунизација. Процесот на декомунизација е малце по-комплексен и во Македонија делумно го почнавме. Значи, делумно. Прва точка е, да речеме, дерационализацијата, која што не е завршена до крај, мора да се призне. Понатаму втората точка е рехабилитација на жртвите, која што паралелно ќе се оди да се процесот ова. Потоа следи илустрацијата. Четвртата точка е расчистување со символите и петата точка е биде усогласување околу новите демократски системи, символи и вредности. Сега, во Македонија малку килаво се започнати сите овие нешта, ке треба да се дозавршат посоодветно. А кога се започнава, ајде? Денационализацијата е после 2000-те започната, како прва точка. Откривањето на досијата исто по 2000-те започната, меѓутоа пак не е комплетно, затоа што тука